Потрагата по изворот на лажни вести онлайн повторно води до Македонија, но овој пат Велес не е градот од каде се пласираат неточни информации на интернет. Мартин Схенк или белгискиот ловец на лажни вести, како што го нарекуваат медиумите, во текот на изминатава година успеал да влезе во трагот на сосема друга мрежа на македонски граѓани кои заработуваат на овој начин. Еден од креаторите, Сладјан Бојковски, викан Цаго, е професионален војник. Трет пат се обратив до Министерството за правда да се информира за постапката. Добив одговор дека постапката е во тек, но се уште нема конкретен одговор од Косово за екстрадиција. Потврди АРМ. Истражувањата на белгиецот откриваат дека мрежата на Бојковски со години веќе креира лажни вести со бомбастични наслови и содржини на интернет. Бизнисот го почнале со стории за мотори и содржина за возрастни, но тоа според Схенк не било доволно исплатливо. Па така Бојковски и неговите соработници се свртиле кон стории против исламот, разни теории на заговор, вести за наводно легализирање на педофилија и слично. Една лажна вест им носела по околу 100 евра дневно. Постапките на Бојковски, уште еден негов колега од Министерството за одбрана се приклучил кон мрежата. Програмерот Мартин Шенк од Белгија уште пред една година му влегол во трагата на Маријан Златановски, кој имал регистрирано страници за пласирање лажни вести. Тој за дел од медиумите веќе потврдил дека навистина работи во Министерството за одбрана на Македонија и е во брак со Марија Крстева, на чие име биле регистрирани фейк њуз сајтовите. Прашавме дали би сакал да го прокоментира фактот дека е чудно за службеник на неговата позиција да раководи со сајтови кои објавуваат расистички, невистинити и многу често незаконски копирани содржини за профит, но тој одби да даде изјава. Првично мислевме дека некој го злоупотребува неговиот идентитет, но се покажа дека вистината е многу поедноставна, но сепак доста изненадувачка. Објавија ловците од Белгија. Сепак ниту Бојковски, ниту Златановски не одговорија на нашите повици и пораки испратени преку социјалните мрежи. Информациите за нивната мрежа станаа топ вести во европските медиуми викендов кога белгиецот на вебсајтот ги објави сознанијата до кои дошол по неколкумесечната потрага по македонските мрежи на лажни вести. За потсетување, тие се прославија за време на председателската кампања во САД. Светските медиуми тогаш беа преплавени со стории за македонски тинејџери од Велес кои пишувале лажни вести, фокусирани на напади врз кандидатката Хилари Клинтон и Демократската партија. Обвинувањата беа насочени кон Русија, иако досега не се откри кој точно стои зад ова и дали станува збор за сериозна организацијска поставеност на бизнисот со лажни вести.